Мене ми е нормално навистина жал зашто го одбивате овој амандман како влада, но сепак имам надеж дека колегите ќе прифатат и ќе поддржат еден вака добар амандман да биде прифатен се во цел за да се подобри животната средина и околината околу реката Маркова река, која се наоѓа, да ве запознам, во непосредна близина на населба Драчево и село Батинци. Станува збор за суредување на речното корито во тој потек и верувајте колеги, од еколошки причини, од заштита на животната средина, секако од рекреативни и спортски причини, добро би било овој дел на реката, на Маркова река, да биде урбанизиран и добро организиран, а не да представува, како што сега може да се сретнат примери таму, во тој дел еден простор каде се одлага тврд отпад, каде се одлага секако вид на отпад, простор кој користи за бесправно користење на песокот од речното корито на Маркова река, простор буквално кој може слободно да се каже дека е дел каде се создаваат само проблеми, а проблемите не се решаваат. За едно добро, овој предел да биде едно добро место за рекреација, за соживот на граѓаните, за предел каде и самите вие многу пати викате дека се залагате за развој на соживот, нели, за развој на еден вид на заедништво во општеството и нели општество за сите да биде сето тоа, еве една причина и еве ви еден повод да го прифатите овој амандман каде буквално со едно вакво добро организирање на просторот ќе се создадат услови за да се направат овие замислени цели кои на сите нас ни одговараат. Затоа, почитувани колеги, наменски е убаво да се користат средствата, а не да се даваат во одредени правци каде истите тие нема да бидат реализирани или ќе бидат реализирани во правец на тоа дека ние ќе имаме сомнеш, а понекогаш и докази, дека се злоупотребуваат народните пари. Впрочем, во општина Кисела Вода, досега, ако сте запознаени и ако ве интересирало, оваа општина има реализирано многу проекти и убаво е да дозволиме, еве, на ваков начин и уште еден проект да биде реализиран кој ќе биде од општо вид добро, нели, за сите граѓани. Ви благодарам.